Поголеми можности за трговска размена со Соединетите Американски држави. Постигнатиот договор со нашиот стратешки партнер САД, според аналитичарите, треба да ги потикне македонските компании повеќе да извезуваат и да ги искористат одличните политички и економски односи што земјава моментално ги има со администрацијата на Трамп. Договорот за 0% тарифи за американски индустријски и земјоделски производи и задржување на извозните царински стапки од 15% и идентификување на 60 на производи со реципрочни стапки од 0% е чекор напред во таа насока, вели универзитетскиот професор Синиша Наумовски. Пониски царини ќе има за производи од Македонија кои не можат да се одгледуваат, исцрпуваат или произведуваат во САД во доволни количини. Дополнително двете земји се обврзуваат и на решавање на нетарифните и нефискалните бариери. Во однос на нафтениот бизнис и земјоделството, нели? Ќе има олеснувања во однос на увозот од американски продукти во Македонија, а од друга страна, ние мислам дека треба да продолжиме да ги надминеме тие бариери кои што постојат во таа билатерална соработка, да се вратиме на онаа позиција, можеби претходно пред воведување на царините. Во насока на националната безбедност, економската национална безбедност има значаен исчекор со овој договор што е постигнат од Белата куќа. Експертите задоволни што договорот предвидува и диверзификација во снабдувањето со газ. Во договорот се истакнува значењето на новиот гасен интерконектор со Грција, кој моментално се гради, а кој ќе овозможи купување на американски течен природен газ. Особено важно според аналитичарите е тоа што во одредбите стои и тоа дека двете држави ќе поддржат отворена дигитална економија без воведување данок на дигиталните услуги. Значењето на новиот гасен интерконектор со Грција ќе овозможи купување на американски газ со многу поповолни услови и тука Македонија ќе започне, како што може да видиме, во однос на набавка на плин, на газ, се извинувам, природен газ во засилување на таа соработка со Грција. Договорот предвидува двете земји да продолжат да разговараат за поголема заштита на правата од интелектуална сопственост, особено географските ознаки. Земјава се обврзува доследно да ги спроведува еколошките закони и да ја штити животната средина. Посебно ќе се разговара за работничките права, поголема соработка во делот на националната безбедност, создавање поотпорни синџири на снабдување и координација околу контролите на извоз и инвестициите. Трговската размена меѓу Македонија и САД е недоволна. САД не се вбројуваат ниту во топ 10 трговски партнери на земјава. Според државната статистика, меѓусебната трговија лани изнесувало $481 милиони, од кои извозот $248 милиони, а увозот $233 милиони.